Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Во нашиот фокус вечерва лавината реакции што ги предизвика СМС пораката од јавната обвинителка Вилма Русковска до судија од Скопска апелација, дека ќе ги истресе од гаки судиите откако ја пуштија Катица Јанева во домашен притвор, како и зачестените пораки од извршната власт дека е неминовно прочистување, ветинг во судството и обвинителството по серијата застарување на кривични дела, неколкуте бегства на осомничени обвинети и осудени, одолговлекувањата на судските процеси, особено оние во кои се обвинети функционери од претходната власт. Гости се председателот на Сдруженијето на судии и врховен судија Џемали Саити и асистентот по уставно право на Правниот факултет Јустинијан I Денис Прешова. Дали таа изјава на Десковска е напад врз судството? Најавата за ветинг. Доколку министерката смета и има анализи дека е потребен ветинг, ја не сметам дека е напад. При ваква една состојба во Македонија на длабока поларизираност, на сериозен сомнеж во институции, кој тоа ќе го спроведе ветингот? Што после ветингот? Кратка пауза, па се враќаме со интервјуата. Гледате 360 степени. Судството е предмет на жестока критика во последните недели поради неколкуте застарување на кривични дела, серијата бегства на осомничени, обвинети и осудени и одолговлекувањето на судските процеси, особено оние во предметите на СЈО. Извршната власт преку изјави на премиерот Зоран Заев и министерката за правда Рената Десковска реагираше со иницијатива за ветинг. Судството пак како да чекаше настан, како пораката од обвинителката Вилма Русковска до судија од апелација, дека ќе ги истресе од гаки, за да се огласи во своја одбрана и да обвини за напади. Ова е рамката за разговорот со председателот на Сдруженијето на судии Џемали Саити, кој е и судија во Врховниот суд. Интервјуто го снимивме денеска во просториите на Сдруженијето. Господине Саити, благодарам за ова интервју. Дел од реакциите во јавноста се дека реагирате сега по пораката на Русковска до еден од судиите во апелација, гледате напади врз судството во една таква порака, а не реагирате, да речеме, за серијата бегства по одлуки на судии, не реагирате за серијата застарувања на кривични дела, за одлагањето, одолговлекувањето на судски процеси. Така. Добро, ако зборуваме од аспект на Сдруженијето на судиите, морам да истакнем дека јавноста е во право во однос на некои прашања, но доколку се гледа нашиот аспект на действување, ние секогаш реагираме кога се работи за повреда на статусни прашања на судиите. Од што подразбираме под статусни прашања? Статусни прашања се позицијата, независноста на судиите, интегритетот и така натаму. Меѓу другото, беа и последните напади кои беа насочени кон судството во однос на нивното независно постапување. Свесен сум за оправданоста на реакциите и очекувањата на јавноста, но прашањата околу бегствата на обвинети и околу застарувањето се прашања кои треба да ги испитува судскиот совет и прашања кои треба да се гледат на друго ниво на постапување и секако дека сите тие постапувања имаат име и презиме на конкретни судии кои постапуваат. Но во овој контекст морам да се повикам и на изјавата на председателот Пендаровски кој ја истакна вчера дека прашањата околу застареността не се однесуваат само на еден човек, туку се однесуваат на системски прашања кои треба на вистина да се анализираат. Значи, сепак во тој синџир на постапување учествуваат повеќе фактори, вклучувајќи и обвинителството, судството, адвокати и други чинители кои го прават процесот на судење. Да, сигурно оправдување и изговори може да се наоѓаат, но очекувањата на јавноста беа и се уште се високи, а сразмерно на тоа и разочарувањата се високи. Ке разговараме малку повеќе генерално за состојбите во судството, сега да се задржиме на ова актуелна ситуација. Реагирате на порака во која што Русковска вели ќе ви истресам од гаки. Да речеме, тоа може да се смета за колоквијално опишување на ветингот, бидејќи ветингот е протресување. Зошто не реагирате, да речеме, на ист начин на најавите од извршната власт, кои што може да се сметаат дури и за своевиден притисок врз судството, за тоа дека по сето ова што се случува во последно време потребен е ветинг? Да, значи, сепак да се навратам малку на предходното прашање. Значи, не е во прашање оправдување и изговори.
ако така настапуваме, нема да имаме вистинска детекција што ни е проблемот. Значи, ние треба да направиме на вистина детекција зошто се случува тоа кај нас и мислам дека една од тие димензии е тоа, меѓутоа останува да се видат понатаму. Околу вашето конкретно прашање, значи, се состои од два дела. Реакцијата кон обвинителската власт, да кажам условно, и кон извршната власт. Доколку ја согледате нашето соопштение, објавено пред 2 дена, таму се употребуваат 3 клучни збора. Тоа е поддршка на апелациониот суд Скопје, воздржаност и осуда. Значи, тие 3 збора го сочинуваат тој наш текст кој се однесува на реакцијата. Зошто поддршка? Затоа што судиите секогаш имаат право да носат одлука по своје убедување. Зошто воздржаност? Барање до сите страни да си ја завршат својата работа, значи да не упаднат во делот на работата на другиот орган. И на крајот, третиот сегмент кој сметаме дека треба да се осуди таквиот чин. Во тоа соопштение исто така наоѓате сегмент каде што велиме дека ги осудуваме секаков вид напад од било која страна. Во суштина, и најавата на министерката Десковска е напад врз судството? Во суштина сите напади кои се случуваат врз судството ние ќе ги осудиме, без разлика од кај доаѓаат. Сега, не знам за која изјава сметате, мислите на министерката? Имаше неколку изјави во кои што таа, да речеме, поедно застарување на кривично дело излезе на итна пресконференција и рече очигледно ни треба ветинг. И ние ќе правиме сега како извршна власт, во изборната кампања како партија ќе се залагаме за да се спроведе темелен ветинг во судството и обвинителството. Но одлуката за ветинг не се носи само од застарување на еден предмет. Одлуката за ветинг веројатно тоа имаше прелеано чашата. Поширока анализа. Значи, оваа прашање на ветинг веќе кружи неколку години наназад, 3 години наназад. И јас се бавам активно како председател на здружение со прашањата на ветингот. Ги анализираме сите состојби околу нас. Имаше ветинг во Албанија, имаше пред неколку години генерален реизбор во Србија, кој исто така помина лошо, бидејќи Уставниот суд го суспендираше тој генерален реизбор. И треба да се согледат сите аспекти на ветингот, кои се позитивните и кои се негативните страни. Сега ми избегавте од прашањето, ве прашав дали таа изјава на Десковска е напад врз судството, најавата за ветинг. Доколку министерката смета и има анализи дека е потребен ветинг, ја не сметам дека е напад. Но треба таа изјава и таа постапка околу ветингот да се смисли на вистински начин, да се гледат причините и методологијата по кој пат би се развил. Значи, ние неколку пати, јас пред 2 години, веќе изјавив дека потребна ни е само евалуација. Што се подразбираше под само евалуација? Јас ги повикав судиите на неколку пати преку нашите, односно преку нивните одлуки, да го перцепцијата на граѓаните да ја подобриме за нас. Значи, ниспатот на одлуките ние да докажеме дека носиме правилни вистински одлуки. Потоа, и исто така ги повикав сите органи надлежни да преземат дејства, активности околу прашањата на имотната состојба на судиите и други прашања кои сметат граѓаните дека се во врска со ветингот. И од тие причини ние минатата недела имавме една конференција тематска во Охрид под поддршка на амбасадата САД во Република Македонија, каде што тема беше обструкција на правдата. Токму ова што вие го велите, застарувањето на предметите и можни други обструкции, било да се од процесен карактер во самата постапка, било да се од другите власти, така речено. Ќе зборуваме за ветингот. Уште малку сакам за ова конкретна одлука на апелација. Апелациониот суд во Скопје реши да го објави решението со кое што затворскиот притвор на Јанева се заменува со куќен притвор. Имавте ли шанса да го видите решението? Што мислите за него? И кој би бил вашиот коментар во контекст на серијата бегства што се случи и можеби на оправданиот страв и на обвинителката и на дел од јавноста дека зошто да не сега и Јанева можеби може да избега? Да, значи јас малку тоа образложение го прочитав синоќа по портали кој беше. Значи судиите се повикуваат на конкретни околности и нивна е проценка дека тие конкретни околности се од влијание за да донесат таква одлука. Завршена истрага и ги гледат другите лични својства околу осомничената донесува таква одлука како што е донесена. Околу бегствата. Повторно ќе се фокусирам. Значи, прашањето на постапувањето на судот не е само од позиција на судот. Имаме интегрално постапување. Повеќе органи се вклучени после одлуката на судот. И сметам дека една од главните слабости на нашиот систем
Верувате, сите држави го имаат усовршено веќе пробацијскиот систем. Значи ние не сме во можност да воспоставиме една минимална контрола врз луѓето кои добиваат куќен притвор, каде тие се наоѓаат преку пробацијскиот систем и преку така наречените алки за контрола. Сега прашањето е следно. Судиите се наоѓаат меѓу две позиции. Констатациите на Европскиот суд и на сите меѓународни извештаи дека притвор кај нас се претвара во казна и реалните случувања кои се случија во однос на бегството на судиите. Сега, доколку ние ја земеме само едната позиција, не треба да уважиме ништо освен притвор. Доколку се гледаме другата позиција, значи сепак тука сме во ситуација да судиите сепак прават некоја проценка согласно околностите, но другите органи исто така треба да видат во фокусот на тој настан. Ја настан. споменувате пробацијата и алките за контрола на локацијата каде се наоѓа одреден осомничен обвинет, па дури и осуденик. Так. Што е проблемот? Зошто никако да профункционира тоа? Имате ли сознание, ако не е во делокругот на Врховниот суд каде што се судија? Да, не е во делокругот, а е во мојот личен делокруг. Јас мојата дообразба беше баш алтернативните мерки и пробацијата. И знам дека до последен момент имаше некои најави дека ќе профункционира, се отвори една канцеларија при Основниот суд Скопје, кривичен суд за пробација, но никако да профункционираат техничките помагала, кои сметам дека беа достапни во Министерството за правда, беа донација од Европската унија. Да, тие постојат, тука се ги видовме но физички. има забелешки дека тие не функционираат поради некои технички проблеми, батерии и така натаму. Но, верувате, во контекст на потребата, тоа е многу мало прашање кое треба да се инвестира за да може да профункционира и да бидеме и судиите порелаксирани во однос на слободното одлучување и убедување без страв во однос на тоа што ќе ни се случи после таквата одлука. За ветингот рековте дека имате конкретни размислувања во насока на тоа дека ветинг или проверка, ако веќе треба да се спроведе, е можна дури и со постоечките институции. Пред се мислите на комисијата на антикорупцијската комисија и на судскиот совет. Така, значи ние неколку пати ова прашање сме го разговарале и во контекст на управниот одбор на Сдруженијето на судиите и во поширок контекст. Ви начнав пред малку дека минатата недела имавме во Охрид конференција за обструкција на правдата и тука беше едно од прашањето политички, внатрешни, надворешни влијанија врз судството и така натаму, интегритет на судиите, поставувањето на судиите кон тие евентуални напади и прашањето на проверката. Имаше делегација исто така судија од Албанија кои ги кажаа нивните искуства и се потврди дека имаат проблем со пристапот на граѓаните до правдата. Значи имаме таму нефункционалност на правосудниот систем веќе неколку години. Поради тоа што голем број судии биле опфатени со ветингот. Со ветингот. Но сега логичното прашање е дали сепак треба да му се дозволи на судија кој што е корумпиран, има имот кој што незаконски го стекнал, има сомнителни врски, па и со сомнителни кругови во државата, да суди за граѓаните да имаат пристап кон нешто што треба да се вика правда, а де факто не е правда. Значи и тука повторно се наоѓаме меѓу две зла, кој е помалото, кој да се избере. Значи во потполно се согласувам дека не треба да бидат во судниците судии кои имаат такви имотни состојби кои се необјасневи. Но се поставува прашањето дали треба жртва на целиот на еден човек или 20 да биде целиот систем на судии. Сепак во државата имаме ние судии кои честно заработуваат и работат во нивните канцеларии. На крајот на краиштата, извештаите на Прибеј, сите други не ја ставаат Македонија во исто рамниште со Албанија. И тука е токму прашањето, да, доколку треба проверка, и тоа беше и еден од заклучоците на Охрид, да преку институциите на системот. Имате антикорупцијска, може многу лесно да се провери имотната состојба и имате судски совет кој може да анализира во однос на стручност, совесност и така натаму на судиите. Затоа сметам дека ова прашање кое треба да се разгледа од повеќе аспекти, од правни, практични и може и политички аспекти. Дали, например, на некого му одговара да нема судии кои ќе судат?
Затоа што свесни сте на позицијата која се створи во Албанија помеѓу политичките партии во однос на непостоењето на Уставниот суд. Да, но пак ќе кажам пак дали на граѓаните им одговара да има суди кои што не судат како што треба. И второто прашање е ако има некакво ниво на доверба кон новата антикорупцијска комисија, тогаш прашањето е колкаво е нивото на доверба во судскиот совет, кој што вие велите дека треба да исто така. Тоа се прашања кои треба да се разгледат, но повторно се поставува прашањето во кругот кој се создава, кој би бил нивото на довербата и кој би го спровел евентуалниот ветинг. Значи, исто така, секогаш се наоѓаме во ситуација на оспорување на некои институции. Токму затоа беше сугестијата на колегите дека таму треба да се обидите, а најлесната рамка ви е антикорупцијска која има навистина механизми добри, а другото прашање би требало да се одвие низ процес, затоа што и таа комисија идна која би била спорна во однос на тоа кој ќе го состави и кој ќе членува. Еве еден можен контра аргумент. Ќе се оди на парламентарни избори без макар пресуда на основен суд за предметот за масовното прислушување. 20.000 граѓани биле прислушувани според обвинението на СЈО од државата, од државни институции во период од 2007-2008 до 2015 година. Ќе се оди на избори без пресуда од основен суд за предметот Титаник. Обвинението таму вели дека една партија злоупотребувала моќ, јавни фондови и така натаму за да влие на резултатот на избори, за да остане на власт во изминатите изборни циклуси. Нели се ова доволни индикации за тоа дека судството не функционира на ефикасен начин? Добро, ефикасноста е една од основните начела во правосудниот систем, но без намера да ви одбегнам на одговорот кој го поставивте. Значи се согласувам дека таа констатација е така и постои, но најверојатно овој одговор може да го дадат колегите кои директно учествуваат во тие постапки и веројатно судот за кој што алудирате дека се развиваат тие постапки, но сепак повторно велам, веројатно постои можеби и споро постапување од страна на судовите, но треба да се согледат сите аспекти кои доведува до такви резултати. Значи, сите процесни чинители кои постапки ги преземаат, зошто, дали некој им дозволил повеќе од тоа што требало да им се дозволи, така натаму. Се тоа финеси кои треба да се анализира за да се донесе финален суд зошто тоа се случи, а се согласувам дека граѓаните очекуваат брза правда и само брза и ефективна правда ги задоволува граѓаните и тоа е вред. Привршуваме. Едно прашање за другиот ваш капацитет, тоа е судија во Врховниот суд. Начелното правно мислење кое што го донесовте, а се однесува на сите постапувања на СЈО по 30 јуни 2017 година, постапувања кои според вашето начално правно мислење биле од неовластен тужител, исто така предизвика многу реакции, се уште очигледно предизвикуваат последици во правниот систем, да речеме државниот јавен обвинител рече дека ќе ценат од случај до случај во истрагите кои што ги презедува од СЈО па и во предистрагите, што е преземено пред 30 јуни 2017, што потоа, за да решат како понатаму ќе се постават во тие истраги. Што мислите вие од оваа дистанца за одлуката што тогаш ја донесовте на општа седница и, да речем, во одредени кругови се слуша дури можност таа да биде отповикана, да биде сменета, да биде донесено друго начално правно мислење, има нешто такво? Значи, многу интересно прашање кога го спомнате зборот од оваа дистанца. Оваа дистанца е сега малку порелаксирана за нас, порелаксирачка, затоа што ние бевме предмет на брутални напади во дел заради тоа начелно правно мислење. Во една од телевизиите јас во една прилика истакнав дека начелното правно мислење е почеток на разрешување на овој проблем. И така сметам дека следуваше. Затоа што ние само рековме процедурите кои се развивале после 18 месеци треба, односно се од неовластен тужител. Се случи потоа да сите постапки ги преземе државниот обвинител. Значи се отиде уште еден чекор понапред од нашето начелно мислење. Значи се покажа дека ние навистина го одмотавме клопчево во однос на тоа прашање и сметам дека околу тие постапки кои сега се развиваат, тек ќе престои правна дебата во однос на тоа
како треба да се разреши. На најдобар начин ќе беше разрешено да беше донесен новиот закон за обвинителство, но во оваа ситуација останува да овие постапки финално завршат пред Врховен суд во однос на приговорите кои ќе ги истакна одбраната. Знам дека одбраната има многу приговори во однос на преземените предмети и ова прашање е прашање кое бара правна разрешница во периодот кој следи. Сметам дека начелното мислење најверојатно нема да се отповика затоа што нема причина зашто да се отповика, но последиците по правното мислење и последиците по, да кажам условно, распадот на СЈО треба да се димензионираат на прав начин за да не се направи уште поголемо разлевање на процедурите и да имаме застареност кај сите предмети. Значи можно и таква разрешница. Затоа сметам дека во периодот кој следи треба да бидеме многу активни, целиот овој излив на предмети кои се случи да го собереме, канализираме и да добие мериторна разрешница. На што конкретно мислите? Може да бидете малку поконкретно? Мислам конкретно на предметите кои сега се преземени од страна на државниот обвинител и на приговорите кои ги истакнуваат одбраната во однос на тоа. А каде го гледате излезот? Во однос на тоа, значи излезот реков и пред малку беше најдобар да беше преку законот за јавно обвинителство. Тоа не се случи. Тоа не се случи. Во оваа ситуација се случи одлуката на државниот да ги преземе, нели по барање на специјалниот обвинител и останува тој проблем да видиме каква разрешница ќе има низ институциите до крај. Благодарам. Благодарам. Остануваме на слична тема и во разговорот со следниот наш гостин Денис Прешова, асистент по уставно право и политички систем на Правниот факултет Јустинијан I при УКИМ. Прешова е доктор на правни науки, а тезата на тема улогата на уставните судови во процесот на европски интеграции и одбрани на Универзитетот во Келн, Германија. Тој има и 2 магистратури од Универзитетот во Бон и Универзитетот во Питсбург. Добро вечер и добре дојде за Денис Прешова. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Реков, вие сте асистент по уставно право и политички система, во исто време и доктор на науки. Зошто не сте се уште доцент? Докторирав во јуни, така што процедурата отпочна по докторирањето, процедурата е во тек, го чекам исходот, се надевам набрзо, така што ќе видиме. Да, можда е набрзо да бидам и доцент. Актуелна е дебатата за ветинг, како начин судството да се ослободи од оние што не се достојни да извршуваат оваа професија. Кој е вашиот однос кон темата за ветинг? Што мислите вие? Најпрвен, темата за ветинг повторно се отвара сега, инаку не е за прв пат отворена во овој период и под околности на разочараност од сето она што се случува со предметите на СЈО, што се случи со СЈО, што се случува понатаму со судството и со обвинителството. Темата за ветинг се отвори во контекстот на 2016 година при промената на власта. Најпрвен беше нели реизбор, потоа одредени структури на различни нивоа ја пласираат тезата за ветинг. Јас сметам дека ветинг тоа е во основа уште еден неологизам во редицата на неологизми што се користат кај нас и што некако звучат примамливо и бомбастично. Знаете, претходно беше импичмент, па аболиција, лустрација, уште еден тренд повторно да се инсистира на паралелни институции, паралелни постапки и покрај искуството претходно со лустрација и со специјалното обвинителство. Видовме што се случи со едната и со другата институција, односно со едниот процес и со другата институција и така натаму. Така што мислам дека ветингот, иако е на прва е примамлив, бидејќи некако како да нуди едноставни брзи решенија за комплексен проблем, сепак не сметам дека во праксата, од она што можеме да го видиме од искуствата во Европа, дека ќе ги даде посакуваните резултати. На што пред се мислите? Во соседството ја имаме Албанија. Слушаме различни реакции, никогаш на детален начин не сме се занимавале со ефектите од ветингот во соседството. Што би била вашата оценка? Дали таму помина на соодветен начин? Процесот се уште трае, практично не е комплетиран. И ќе трае, да. Тој отпочна и со задоцнување. Ние имавме постапка пред тамошниот уставен суд, па имавме мислење амикус бриф од Венецијанската комисија во таа постапка. Така што ќе трае известно дека ќе трае уште некое време, покрај проблемите за кои се говори со испразнетите места во Уставниот суд, значи и во Врховниот суд, највисоките судски ешалони и Уставниот суд, кој воедно одлучува по жалба, бидејќи и во тој процес мора да се обезбеди фер постапка.
бидејќи тој може да доведе и до разрешување на суди, повлекување на суди, морате да овозможите, нели, по процес на жалба некој да одлучува по висока инстанца. При тоа имате мониторинг од меѓународната заедница, односно пред се од тело кое чии членови ги предложи Европската комисија. Меѓу другите Прибе. И не само тој, и други истакнати правници, условно речено, тој израз кај нас е од домаќините истакнати правници, но проблемите со кои тие се соочуваат и од комуникација со колегите кои исто така од Албанија, значи од соодветните катедри по уставно право, не го делат мислењето, односно го делат мислењето дека тој процес не ги даде посекуваните резултати. Зошто прешова? Ако одреден број на суди уште пред да почне постапката си дадоа оставки, признавајќи на некаков начин дека нема да го поминат тоа сито кое што го предвидуваше процесот, понатаму самиот процес исто така покаже со прст на одреден број суди, тогаш нели е тоа целта на процесот, практично да го исчисти судството од тие што не треба да бидат во него. Тоа е одлично прашање. Која е целта на процесот? Што е? Дали сакате да го прочистите условно речено судството од неподобен, непосакуван, неквалитетен кадар, корумпиран кадар? Која е причината зашто пристапувате кон ветинг? Во Албанија околностите се малку поинакви ниво кај нас. Значи, почетната основа е различна. На што мислам? Таму длабоко вкоренетата корупција е далеку во поголеми размери отколку во Македонија. Во Македонија проблемот го имаме со пристрасност, со зависност, значи наспроти независност и непристрасност, што треба да го одликува судството и судиите. Ние го имаме тој проблем. Впрочем, ние и во бомбите, така наречените бомби, нели прислушкуваните разговори, уште на почетокот беа објавени дел од тие правосудни бомби, така наречени. Ние можевме да ги чуеме клиентелистичките спреги кои постоја помеѓу судиите или дел од судиите и одредени центри на моќ, дали политички, дали бизнес и така натаму. Пред се во тие разговори, политички елити во тој момент, и слушнавме каков е начинот и каква е таа спрега патронажна и клиентелистичка, дека имаме две страни. При тоа, морам да кажам дека како да го изгубивме од вид извештајот на Прибе, особено вториот извештај, каде што тој потенцира и нотира дека мал број на судии се реално проблематични во целото судство. И тоа е сосема логично. Видете, вие кога ќе го земете судството и кога ќе земете политички центар или центар на политичка моќ, тој нема да го запоседне комплетното судство. Тој ќе ги запоседне центрите на моќ, тие полуги на моќ во рамките на судството. Највлијателните судии, председателите на судовите, да речеме на скупските судови, и преку нив ќе влие посредно на останатите судии. Така што токму тоа е контекстот во кој Прибе нотира дека мал број на судии се реално тие што се проблематични. Но имаме проблем, очигледно е, можеби е тоа пренагласено во јавноста, но очигледно е незадоволството кај граѓаните од одолговлекување на судските процеси, особено оние на САЕО. Понатаму застарување на одредени кривични дела, на што сведочевме во последниот период. Понатаму бегства на осомничени, на обвинети, на осудени лица, и сето тоа ја прави состојбата зрела за нешто да се презема. Вие велите ветинг не, или ветинг на ваков начин не. Видете, вие може да имате ветинг во судството на постоечки кадар е проблематичен. И тука ќе го споменам вториот пример што го имаме во Европа. Тоа е примерот на Словачка. Словачка уште во 2014 година од страна на тогашниот премиер Фицо, прилично контроверзна фигура, кој воедно се кандидираше, сега па се повлече и за место во Уставниот суд, донесоа усвоија уставни амандмани со ветинг на судиите од аспект на безбедносна проверка. Од страна на тајната служба, односно структурите кои ги контролираше токму тој, преку судскиот совет. Таму се проблематизираше токму аспектот и Уставниот суд на почетокот на 2019 година дури прогласи уставен амандман за неуставен, што беше еден вид на уставна револуција во Словачка, од кој тамошните теоретичари и експерти по уставно право велат дека тој момент почна нова ера во уставното право во Словачка. Токму тоа прашање беше едно од клучните да Уставниот суд после 4 години од кога воведе временна мерка, значи никогаш не заживеа во однос на постоечките избрани судии, именувани судии во Словачка, токму тоа прашање
беше една од основните причини зошто овие уставни амандмани, воедно и законот кој ги имплементираше овие уставни амандмани, беа прогласани за неуставни. И таа одлука не предизвика такви контроверзи како што можеби би очекувале на прва. Од друга страна, треба да го имате исто така поширокиот контекст во Европа. Ние гледаме колку се сензитивни земјите членки на Европската унија и Европската комисија во однос на она што се случува еве покрај Словачка, обидот во Словачка, посебно актуелни се Полска и Унгарија веќе со години. Да. Истата реторика е таму како што беше во Словачка, да го прочистиме судството. Така. И вие создавате во делот тие ситуации, тие не создадат дури ни паралелни институции и структури, така. Но мораме да внимаваме, Европската комисија вели добро, ние ги осудуваме тоа што се случува во Полска и во Унгарија, дајте да видиме тоа да не се претвори во Македонија. При ваква една состојба во Македонија на длабока поларизираност, на сериозен сомнеж во институции, кој тоа ќе го спроведе ветингот? Што после ветингот? Проблемот со ветингот исто така е во тоа што вие ги заслабнувате редовните механизми, процедури, институции кои имаат на располагање и правна рамка и можност, но очигледно дека волја нема за да се расчиства состојбето со судството. Во однос на предметите што ги спомнавте, зошто не се индивидуализира одговорност? Дајте да провериме. Ние говориме само за перцепции. Ние немаме вистинска анализа каде се точно проблемите. Точно ние ги гледаме последиците на тие проблеми. Имаше на пример една анализа на една од навладините која што ги мониторира тие предмети, сите за правично судење. Тие има констатирано дека во 11 судски процеси за 11 предмети на СЈО судењата почнале од почеток. Така што, да, може би во генералната дебата се генерализираат работите, но лесно може да се стигне до индивидуалната, евентуална одговорност. Што прави судскиот совет во врска со тоа? Да, тоа е добро прашање и го доби вчера председателот на судскиот совет, даде еден округло па на ќоше одговор. Да, при условно речено напад врз независноста од страна на обвинител преку СМС порака или слично, така? Да. Што правеше претходно? Што прави судскиот совет генерално, кој треба да биде гарант на судската независност, воедно треба да биде гарант и на индивидуалната независност на судиите, кога имаме притисоци од извршната власт или од политички елити. Ние константно сме соочени со негативна кампања на судството и како да двете најголеми политички партии, односно сите политички партии, се во трка кој повеќе ќе го дискредитира судството. Не велам дека состојбите во судството се вред, апсолутно не. Но сметам дека мора да постои индивидуална одговорност, конкретно лоцирање на одговорност. Што во конкретната постапка направил или не направил судијата за да придонесе тој случај да застари, да повторно отпочне постапката, па во иднина можеби да застари и се останата. Дали на таа линија треба да се бара одговорот на прашањето, вашиот одговор на прашањето, бидејќи очигледно не сте приврзаник на идејата за ветинг со формирање на специјални нови адхок институции кои што ќе спроведат некакво прочистување, такво нешто да се случи со редовните, постоечките институции. Точно, ние имаме нов закон за судски совет, например, кој беше одлично оценет и од Венецијанската комисија, до Европската комисија исто така, во последниот извештај за напредок. Дајте да видиме што прават тие. Ако вие немате капацитет во редовните институции по ветингот, вие апсолутно тие ќе бидат маргинализирани целосно. И ние мораме да правиме и како стручна јавност, и како општа јавност притисок за тоа тие да ја вршат својата задача, да бидат на ниво на својата задача и одговорност. Се согласувате со изјавата на председателот на судскиот совет дадена вчера, меѓу другото, кога одговараше на серија прашања поврзани со оваа порака на Русковска до делот до апелацијските суди, дека со измените на законот за судови практично на судскиот совет му е дадена еден вид на ингеренција да врши еден вид на ветинг во судството. Не сум ја слушнал изјавата, не знам на што точно упатува во однос на ветинг. Ако упатува на делот за обврската на судиите да достават имотни листови, да го обзнанат, значи, својот имот, тогаш може би тоа да се третира како такво нешто, бидејќи, например, во Албанија фокусот во ветингот, бидејќи има 3 компоненти, но главниот фокус е во однос на имотот на судиите. И тука се соочивме, односно Албанија и тамошните власти се соочија со сериозен проблем. Тоа навидом изгледа едноставно, земате имотен лист, проверувате. Ние, ако не се лажам, пред некој ден и председателката на Државната комисија за спречување на корупција на ДКСК исто така изјави дека прашање е дали има тие капацитет
да ги проверуваат. Ако тие немаат капацитет, зошто би очекувале од некој адхок тело да го има тој капацитет, сваѓате? Така што сметам дека ако се однесувало на тоа, судскиот совет мислам дека апсолутно има капацитет, односно има надлежност и правната рамка му овозможува да врши поактивна проверка на работата на судиите. Впрочем, тоа е едно од главните прашања за кои... Следното прашањето на капацитетот и довербата во таа институција, што веројатно ќе се наметне ако се тргне во некаков посистематизиран начин во таква процедура. Се додека тие го прават тоа на најтранспарентен можен начин, а не се кријат при секое проблематично прашање за кое треба да одлучат, мислам дека единствено на тој начин ќе може тие да ја стигнат повторно довербата на јавност. Значи, генерално судството и нивниот менталитет гледате дека е затворен. Тие се затворени кон медиумите. Тие понекогаш имаме чувство дека не знаат како да комуницираат со граѓаните и да комуницираат со медиумите и да објаснат пластично и на едноставен јазик за што станува збор. Секогаш некој друг интерпретира. Нели? Во овие дебатни емисии исто така гледаме дека многу повеќе интерпретираат луѓе што не се инволвирани во предметот, не ги виделе одлуките, не ги виделе пресудите, па се оградуваат, ќе велат, ќе речат, па не знаеме, но повторно негативен напад. Ние не знам дали се сеќавате кога последен пат сте слушнале за добар и позитивен пример од судството. Ја не верувам дека баш до толку се е негативно. Доста работи се негативни. Но ние веќе имаме изгубено репер за тоа што е добар судија. За тоа што треба судот да прави. И делумно е и резултати исто така и на односот на јавноста кон сето тоа прашање, но пред се односот на политичките елити. Од Сваровски судство до Кацарска судство, па не може да очекувате граѓаните дека ќе имаат позитивен став и доверба во сето тоа. А фала Богу и самото судство максимално придонесува за таа недоверба и начинот на кој постапуваат. Ако треба во неколку реченици да го сублимирате ова што досега го зборувавте, што е рецептот според вас за излез од оваа ситуација? Прво да не веруваме дека има брзи едноставни решенија за комплексни проблеми кои се наталожени. Никаков зенит достигна во текот на претходната власт, односно во владењето на претходната власт, особено во периодот 2013-2014, кога судството се наполни со прилично партиски лојален кадар, но проблемите датираат од претходно. Проблемите со судството се многу подлабоки од она што навидум се презентира во јавноста. Нели има потреба секогаш да се поедноставуваат работите, но за жал работите не се толку едноставни. Не смееме да представуваме дека постојат едноставни брзи решенија. Дури ветингот нема да биде едноставен, далеку од тоа, ниту брз. Јас сметам дека ветингот на крај ќе има одредени други последици. Значи не е работата само да ги изчистите вие судиите, како ќе ги пополните после тоа. Ние имаме многу прецизни насоки од Европската комисија, особено од Франција, да апсолутно нема шанси ниту еден кандидат во судството да влезе надвор од процесот предвиден кој оди преку академијата. Така што тоа е подолготраен процес и вие мора да планирате неколку години однапред да го пополнувате судството, односно бројот на испразните места во судството. Сметам дека мора да се зајакнуваат постоечките институции и постоечките правни можности што ги нудат последните измени на законите, новиот закон за судски совет, да се прават сериозни анализи на тоа каде се точно проблемите во судството. Дали се работи за судски менталитет, ригиден правен формализам, дали се работи за менталитет кој е базиран на висок степен на хиерархија, сервилност, субмисивност на судиите. Од каде потекнува тоа? Дали можеме да најдеме позитивни примери истите да ги промовираме и да видиме кој е нашиот репер за добар судија? Дали воопшто имаме добри суди? Ако ги испразните, од каде ќе пополните, така? Јас од она што го знам, нивото на познавање и кај дел од кандидатите, иако голем број се пријавија на последниот избор за кандидати при академијата, кој се уште е во тек, не мислам дека е баш најсоодветен. Бидејќи за 60 места се пријавија, ако не се лажам, некаде над 600 кандидати. И ако погледнеме по резултатите, тоа се луѓе кои имаат проложено правосуден испит, имаат сериозно искуство со практицирање право. Некои елементарни работи видовме дека не се знаат исто така и на тие тестови. Така што мораме да внимаваме, мораме да имаме поширок контекст на работите, поширока перспектива за да превенираме последици. Инаку ветинг при избор апсолутно може да има дополнителен и тоа може да се направи преку законски интервенции. Другото ќе изискува секако и во секоја држава тоа изискувало сериозни уставни измени. И нашата уставна рамка исто така не дозволува туку така лесно спроведување на ветингот. Значи го имаме трајниот мандат на судиите, ги имаме
прецизирано основите за престанок на судската функција, за разрешување на судската функција и кој тоа го прави. Сегашната поставеност е дека тоа го прави судскиот совет. Значи би требало да има и уставни промени ако ова или некоја друга власт сака да тргне кон ветинг со искуството компаративно тоа го покажува. Значи ние имаме искуства и во Латинска Америка, имаме искуства во Кенија. Можеби едно од единствените што се спомнува како можеби евентуално позитивно искуство е од Кенија на пример во однос на ветингот. Секаде буквално изискувало тоа уставни измени. Но јас не знам што точно предвидуваат тие што го промовираат воопшто концептот на ветинг и тој пристап со прочистување и проверка на судството, така што однапред не можам да преюдицирам дали токму на тоа алудираат, али алудираат на нешто друго, бидејќи ние немаме слушнато конкретен предлог. Ние слушаме само дека треба ветинг. А што конкретно значи ветинг? Во контекстот во кој тие го споменуваат, како тоа треба да се изведе, кои се целите што сакаат да се остварат, кои се причините поради кои ветингот се промовира како решение за проблемите во судството, ние немаме јасна перцепција, односно немаме јасна представа кои се одговорите на овие неколку прашања. Да, знам дека ја следите и работата на Уставниот суд, впрочем тоа е дел од вашиот научен интерес. Актуелна е исто така таму една тема поврзана со работата на Уставниот суд, која што на некој начин се допира со ова што претходно го дискутиравме, а тоа е иницијатива со која е оспорена одредба од членот 353 од Кривичниот законник, конкретно ставот 5. Тоа е членот Кривичниот законник кој што се занимава со злоупотреба на службена положба во контекст на јавни набавки. Беше на некој начин скандализирана јавноста, дел од јавноста од првичните извештаи од седницата на Уставниот суд на која што дел од судиите дискутирале во насока на тоа дека можеби треба да се размислува за оспорување на конкретната одредба. Што мислите вие за целиот овој комплекс на прашања поврзани со оваа тема? Најпрво немаме доволно информации. Ние ја немаме видено иницијативата, не знаеме што точно содржи иницијативата. Од извршната власт чувме реакции дека не е работа на Уставниот суд да се занимава со казнена политика. Да, и тоа Уставниот суд го има констатирано во својата одлука од 2007 година. Значи, кога што има време подетално да истражам, за да се подготвам за денеска и она што го следев во деновиве во медиумите од Уставниот суд, има серија на прашања кои се неодговорени, кои се проблематични. Значи, имаме една одлука која конкретно се однесува на став 5.353 од 19 декември 2007 година. Мислам дека Драган Марлиновски има поднесено иницијативата. И баш на конкретниот став? Да, на конкретниот став. Имате уште една одлука 2009 година непосредно пред донесување, односно пред стапување во сила на последните измени во однос на конкретниот член и став, значи став 5 од 353. Бидејќи не заборавајте, овој член за прв пат, односно овој став во членот 353 е воведен во 2004 година. Подоцна во 2009 година само се врши измена на запретената казна, најмалку 4 години и најмалку 5 години. Кривичарите знаат подетално да ви објаснат зошто е тоа направено и кои се последиците од сето тоа. Јас не се бавам со кривично право, но од уставно правен аспект она што можам да го забележам е дека самиот Уставен суд во два наврати се има произнесено дека казнената политика базирано на начелото на законитост, дека кривичните дела, казните, висината на казните треба да биде определена со закон и тоа е работа на законодавецот, не на Уставниот суд. Впрочем, во 2009 година вели, ако ми дозволите да цитирам, изборот на законодавно-правната техника при утврдување на описот на действието на извршување пак е прашање зашто одлучува законодавецот, а не на Уставниот суд. Значи, покрај сите останати контроверзи што ги гледаме во однос на прашањето докаде може, самиот Уставен суд треба да се произнесе како тоа во 2009 и 2007 година имал еден став, а сега се насетува дека дел од судиите има друг став, а не се споменува дека има веќе пракса на Уставниот суд. Мислам, ова е институција, не секој состав одлучува сам за себе, нели? Не почнува со секој нов состав, нова пракса на Уставното судство. Иако за жал, таа институција е најнереформираната институција во нашиот систем. Иако досега имаше пракса и своји претходно донесени одлуки. Илустрација. Да ги преиначува, да. Само еден пример, но имаме и други. Ние гледаме дека Уставниот суд е во центарот на вниманието пред секога треба да разрешува, односно да одработува за некакви агенди. Нели, за жал,
угледот и авторитетот на оваа институција на прилично ниско ниво. За неа ретко кога се говори во вакви ситуации кога може да направи навистина голема штета. Се говореше исто така во ситуација кога на неколку пати се распушташе собранието. Се говореше во ситуација и тоа сериозно се говореше во ситуација во која се сметаше или уставниот суд сметаше дека возможи тогашниот председател да ги донесе тие контроверзни помилувања. И до ден денеска ние ги немаме расчистено тие прашања поврзани со помилувањата и каков статус имаат тие, дали воопшто смеа да бидат донесени, дали смееше да бидат повлечени и така натаму. Тоа е поврзано понатаму со прашањето на двајца обвинети кои се во бегство во Грција и така натаму. Значи гледате дека штетата што ја нанесува уставниот суд со собственото постапување понекогаш е многу поголема од колку користа што имаме од оваа институција, поради што сметам дека апсолутно треба да се пристапи кон сериозни реформи. И кога сме веќе во контекстот на 353, единственото соопштение што излезе од таму е дека било разгледувано на колегиум прашањето поврзано со конкретната одредба од кривичниот законник. Такво нешто не постои, не е предвидено на колегиум уставните суди да расправаат одредено прашање. Предвидено е да расправаат на седница, таа седница ќе има записник. Така да, во контекстот на 353, можеби и уставните суди треба да погледнат како се дефинира службеното лице, нели? Иако тоа е прилично сензитивно прашање кога станува збор за членови на уставниот суд или за пак од друга страна суди, но сепак кривичниот законник и тоа го предвидува. Инаку, вие спомнавте дека сега повторно се разгледувало, односно за прв пат се разгледувало. Јас забележав, не знам колку е точно, иако на веб страната на Уставниот суд тоа стои, за прв пат ова прашање е отворено на седница на 29.3.2019 година. Но од она што можев да го проверам, немаше никакво соопштение, никакви информации во медиумите во однос на оваа седница. Повторно сега се разгледува на 13.11. Значи, рече се 8 месеца по првичното разгледување. По истата иницијатива, по истиот број. Аха, го проверивте тоа? Да. Затоа ги забележав бројките, значи по бројот на иницијативата можете веднаш да најдете на кој дневен ред била ставена иницијативата. Така што, навистина не знам што е толку тајно, што е толку проблематично. Ако било мислам, ако се работи соодветно и според деловникот, тоа би требало да оди на седница, ако е проблематично, ако има такво разидување, нека има јавна расправа, нека се поканат експерти, нека дискутираат. Така што тоа само го подгрева сомнежот кај јавноста дека нешто не е во ред, така. Тоа не значи дека Уставниот суд во одредени екстремни ситуации не може да влезе во оценување на тие прашања. Например, ако се предвиди хипотетички смртна казна за одредено дело, тоа е предвидено со уставот дека не може да се изрече по ниедна основа, тогаш се разбира дека може Уставниот суд тука да интервенира. Но во однос на овие прашања, проценката, зошто 4, зошто 5 години, зошто токму за јавни набавки се предвидува тоа не е нивна работа. Отежувачка околност, апсолутно не е нивна работа. И треба тука да има одредена емпирија позади сето тоа, причините. Ништо од тоа на нас не ни е познато. Така што се сведува на еден вид на метеорологија да претпоставуваме што тие ќе одлучат, односно за што расправаат, и за жал кај нас, и морам тоа да го истакнам, кај нас, дебатата завршува во моментот кога ќе се донесе одлуката. Секаде на друго место, дебатата, нов циклус на дебата отпочнува по донесување на одлуката за да се видат последиците од такво нешто. И воедно е особено проблематично од аспект на тоа дека 10 години по последната измена вие отварате прашање на уставност на одредена одредба. Во други системи најчесто тоа временски се ограничува. Значи до кога вие можете да отварате, односно да покренете абстрактна контрола, така наречена, над уставноста над законите. Најчесто тоа е година дена, година и пол, максимум 2 години. Бидејќи тоа од друга страна создава нов вид на дисторзија, на несигурност воведува во самиот правен систем. Разбирам. Добро, очигледно многу дилеми поврзани со сето ова. Сте завршиле дел и од работата која што природно би требало можеби да биде новинарска и која што би требало да биде одраз на едно квалитетно новинарство во смисла на тоа дека еве ни посочивте дека Уставниот суд веќе расправал и носел одлуки за ставот 5.353. Да, ви благодарам за ова гостување во 360. Ви благодарам и вам. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Големина
причината на пласираната политичка идеја и незината реална имплементација се очигледно во сериозен дисконтинуитет, штом на првиот чекор се одстапува од реализација. Компромитацијата на генералниот курс на действување стана уште покомплексна, ако критиките за користењето на чужди јазици прераснуваат во апологетско средство за придобивање дополнителни симпатии. Првата замерка е едно зборување пред меѓународна. Вие подкрепяте ли договора за добрососедството меѓу Българија и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепяме. И тука исто така не треба да има проблем. Второ пред членство, трето пред неопределење. ВМРО ДПМН потенцира и тврди дека неспособната влада на господина Зоран Заев потпише штетен договор со Република Бугарија. Оттаму драматиката околу способноста на едните или неспособноста на другите на политичкиот мегдан ја нагласува потребата за нивно постојано символично преиспитување. И тоа не само околу концепциите, туку во се. Иако можеби најпрво традиционално во однос на самодовербата, која веројатно ја сметаат за важен адут. А да ги мериме? Не, ги мериме кога сакаш. Ти кога сакате. Кога сакате. Утре, по список, ќе ќе ги мериме. Па јас сум возрастен човек. Кога сте одлучени? Човек кој што има 40 години работно искуство. Прекаленоста е важна, но не и пресудна, иако во одредени ситуации таа влијае врз појаснување на категоризацијата и мерливост. Маркетичките трикови кои се карактеристика на поновите генерации сепак не минуваат така лесно преку системот на оние кои тоа ЕПП веќе го гледаме. А да вложиш во човечки капитал, не во тековните, во плати, него треба да имаш проекти како ќе ги способиш овие млади луѓе утре да бидат способни. Тога се тие капитал. Инаку се потрошувачи на капиталот. Понекогаш се појавува проблем при мерењето меѓу оние што сега ги прават листите на потрошувачи на капитал и оние кои се надеваат дека ќе ги пишуваат после 12 април. Иако е нејасна причината за одбивањето секретарски да се измерат, сепак се навива генералите од двете партии да си го проверат соодносот. Секогаш сум ја прифатил поканата, а меѓутоа сега за сега до таков дуел, да кажеме, помеѓу мене и Николовски не е дојдено. Се надевам дека во блиски иднина дека истото ќе се случи. Сепак има и такви за кои нема потреба од прилагодување на какви било системи за проверка на импактот. Нивната големина е немерлива, а потврда за тоа е јавно им е издадена од еден од ретките врвни контролори на квалитет на авторитети. Со кој најтака ви одел муаветот и кафана да се направи, пијачка да се испие? Од сите овие еден некој најдобро. Два се не може Два се? Два? Еднакви тука? Па и по карактерот и по се. Добро, кој се ти? Прво е Бранко Церенковски. Знаев дека Бранко ќе биде. А после Бранко Сашо Милов. И на крајот, како и секогаш, последниот збор го има Тито. Лидери во Македонија, јас не гледам искрено за моите сваќања за лидери, имавме еден до сега, беше тоа во ликот Никиро Глигоров. Другите за мене се председатели на политички партии. Кај нас важечки еталон не од лошо, има и бетер. Разликата од председатели на партии до лидери е во тоа што овие вторите никогаш не се мерат и споредуваат со послаби од себе. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.